Корупцијата е систем на владење. Секоја влада има своји пулени, бизнисмени, суди, адвокати и се разбира банкари. Како против оваа мрежа на поединци, фирми и експоненти на власта да се стави крај? По се изгледа во Македонија има изградено систем на сврзани лабиринти за мафијата. Големи набавки без никаква контрола, владата не е транспарентна. Например, од кого и по која цена набавува локомотиви или кој како ги набилдал новите долгови во општините. Зошто по ревизорските извештаи обвинителството глуми лудило? Нема постапки или истраги. Герман Филков од граѓанскиот сектор зборува дека во 2023 година преку јавни набавки се испумпани повеќе од 1,5 милијарди евра. Коруптивниот притисок расте, а јавниот отпор слабе е генералната оценка на МЦМС во извештајот за проценка на корупцијата во 2025. Во извештајот се наведува дека 36,7% од граѓаните биле изложени на коруптивен притисок, а 30,6% биле вклучени во корупција. За жал, извештајот за проценка на корупцијата за 2025 година ни покажува едни поразителни податоци за состојбата кај граѓаните со борбата против корупцијата. Односно, тоа што и самиот вие го кажавте, 36,7% од граѓаните и биле под притисок да сторат некакво коруптивно дело, а 30,7% го сториле истото. Во превод, околу 448.000 граѓани во оваа држава биле и сториле некаква форма на коруптивно дело во претходната година. Можеме да дискутираме и да претпоставиме за каков тип на коруптивни дела станува збор, кога станува збор за граѓаните, дали се од понисок или од повисок степен на корупција, но сепак тоа ни ја покажува сликата дека граѓаните со цел да си ги завршат работите во институциите кои што по редовен пат треба да ги завршуваат на едноставен и брз начин, поради немањето можности се користи она народски кажано фаќање врски и сторување на некаква корупција се со цел да можат тековните животни активности да си ги продолжат. Ова е поразувачко, особено ако го споредиме со претходниот извештај од 2023 година, каде што се гледа драстично покачување на индексот за пред 5% поени, односно за само 2 години е тој индекс покачен за толкав процент, односно 5% поени. Дополнително, кога оваа бројка на лица кои што на некој начин биле склучени во корупција во претходната година, ќе ја споредиме со бројката која што ја прибираме за лица кои што биле осудени за злоупотреба на службена должност или подкуп, која што во 2024 година е само 73 лица, ние доаѓаме до стапка на ефикасност и ефективност на институциите од 0,016%. Тоа ни го покажува поразот на системот во кој што живееме и спремноста на институциите ревносно да се борат со корупцијата. Камиловска, подложноста на највисоко ниво во последната деценија, 45% би дале или би примиле подкуп во одредени околности. А песимизмот останува висок, речиси 80% очекуваат коруптивниот притисок да продолжи и во наредниот период. Дали корупцијата стана начин на функционирање? Начин на функционирање или уште повеќе можеме да кажеме дека е едно културолошко прашање. Луѓето се спремни да го сторат тоа, токму од причина што знаат дека единствениот начин на кој што може да се справат со секојдневниот живење и обслужување на нивните работи пред надлежните институции, и токму тие причини ги гледаме овие бројки. Песимизмот е реално константно висок низ мерењата наназад, низ годините наназад. Но имајќи го во предвид песимизмот сега оваа година во 2025, споредено со останатите параметри како што е подложноста, сторената корупција, прифатливоста на корупцијата, ни дава уште поголем сигнал дека граѓаните стануваат се повеќе апатични и не веруваат дека декларативните заложби за борба против корупција реално некој ќе може да ги спроведе. Судиите и обвинителите се перципираат како најкорумпирани професии, а судовите и обвинителството се оценети како институции со најраспространената корупција. Дали ова е резултат и на ниската доверба?
Треба да имаме во предвид дека извештајот за проценка на корупцијата мери по 3 параметри, затоа не станува збор исклучиво за перцепција, туку имаме перцепција, искуство и ставови за корупцијата од страна на граѓаните. Конкретно овие прашања, кога станува збор за одредени дејности или за одредени служби, пред се базираат на на перцепциите на граѓаните за одредени состојби, за одредени форми на делување во општеството. Традиционално судовите, јавното обвинителство се високо на скалилото на перцепирани за најкоруптивни професии во државата, правосудните да кажеме функции. И посекако дека во перцепцијата на граѓаните влегува и тоа што се прима од јавноста, односно ниската доверба која што се констатира во истите овие органи и тела и дополнително секојдневното јавно, да кажеме, прозивање на овие органи за нивниот начин на работа. Тие секако делуваат и на перцепцијата на граѓаните за нивниот степен на корумпираност, затоа што не дека сите оние граѓани кои што кажале дека биле под некакво коруптивно дело во претходната година, биле директно вклучени и во правосудните органи, односно биле вклучени во некакво правосудно коруптивно дело. Од тие причини влијае на перцепцијата на граѓаните посекако и целокупната јавна слика за самите институции. Снежана Камиловска, гостинка во тренинг. Министри, директори, полицајци нема да одговараат за корупција со новите измени на кривичниот законник. Дали со новиот кривичен законник може да се врати довербата во судството? Дали власта на овој начин, со овие измени што се најавуваат, всушност ја зациментира неказнивоста во справањето со корупцијата? Ова е доста специфично прашање и веднаш по моментот на излегување на самите измени на кривичниот законник од страна на предлог на пратениците, платформата на граѓански организации за борба против корупција испрати своја реакција до јавноста, со која што повторно побара да не се доведуваме во ситуација да носиме измени на брза трака, кои што на долг рок нема да ни обезбедат квалитетно и суштинско решение. Зошто го побаравме ова? Од причина што повторно се доведуваме во ситуација при имање на активна работна група која што работи на кривичниот законник, на новиот кривичен законник. Ние преку група пратеници, како што беше и во 2023 година, да се дадат предлози за измени на самиот овој закон, кои што пред се не се консултирани со пошироката јавност и од тие причини не се земени во предвид сите забелешки кои што пошироката јавност, експертската јавност ги имаше за самите измени кои што се донесоа во 2023 година. Обвинителката Ленче Ристовска реагира, вели дека предложените измени со предложените измени се амнестираат министри, директори, полицајци и други службени лица, особено преку бришењето на одговорноста за несовесно работење во службата член 353. Законодавецот нуди селективно санкционирање, претежно ограничено на јавните набавки, со што сите други подеднакво штетни злоупотреби практично се легализираат. Уште поалармантно е стеснувањето на поимот корист кај злоупотреба на службена должност во членот 353. 353 е основниот член за кој што имаше, ако се сеќавате, и во големи и во претходниот круг на измени беа предмет на измена токму овој член кој што ја направи таа правна празнина за едноставно сите дела на некој начин поврзани со корупција да не може да се гонат и сега ја гледаме повторно измената на тој истиот член, каде што под закрила дека сакаме да го вратиме старото решение, се предлагаат овие измени, но не е враќање на старото решение. Особено делот стеснување на поимот корист може да направи голема штета. Со сегашниот предлог се оди на имотна корист, кој што е многу потесен поим од оној поширок корист, со што можат пошироки облици на злоупотреби да бидат опфатени. Имотната корист пред се фокусира на јавните набавки, но сета онаа друга корист која што може да биде направена
во текот на мандатот на определено избрано именувано лице, со овој член се стеснува, односно се оневозможува. Дополнително, ние се фокусираме на членот 353 и измените кои што не само ние, меѓународна заедница бараше да се вратат старите измени, старите одредби од законот, но со овие предлози се прави и една измени во делот на проширена конфискација, која што доколку се погледнат измените кои што сега се предлагаат, проширената конфискација упатува на некој начин не на кривична конфискација, туку повеќе на конфискација во граѓанска постапка. Зашто веќе не имаме закон за конфискација на имот во граѓанска постапка. Така да треба по-сеопфатен пристап и токму затоа основата е тука тој широк консензус, една широка дебата пред да преминеме кон повторна измена на кривичниот законник како основна материја за понатаму за репресивните елементи за борбата против корупцијата. Дали во желбата, во инсистирањето да се донесе нов изменет кривичен законник, всушност повторно ќе се вратиме на старите навики или на старите пропусти кои произлегоа и од претходниот кривичен законник, одредени високи функционери да бидат поштедени од кривична одговорност. Доколку се задржиме на сегашниот предлог и на тоа решение, можно е да очекуваме во иднина дека одредени дела нема да бидат предмет на кривично гонење. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Ние колку и да сакаме или да не сакаме да избегаме од нашите гени и нашата историја, да речам, како нација, ние не можеме да избегаме од нашиот фолклор и многу ми е драго што се почесто луѓето, професионалните музичари почнаа да го користат во својот опус. И се разбира, нашата фолклорна музика е многу податна за реаранжирање и транскрипции и така натаму. И мислам дека се уште не сме го откриле целосното наше богатство кое што го имаме во фолклорната музика